Добро вечер, почитувани слушатели, и благослов Божи на сите оние кои што ова вечер ќе ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Јас сакам да ве поздравам во името на Господа и да ви посакам на вистина мир и пријатна вечер. Се разбира со емисијата Гласот на вистината која што се емитува еднаш неделно. Почитувани слушатели, се разбира преку оваа емисија имате можност да ги слушате, поточно да го слушате Божјиот глас. Да слушате се она што Господ бара од нас, всушност да можеме заедно преку Словото Господово да ја откријаме Божјата воља за секого еден од нас. Затоа што Светото Писмо ни ја открива Божјата воља која е дадена за секого еден од нас. Библијата многу јасно гласно зборува која е Божјата воља. Божјата воља е секој да биде спасен. Тоа е Божјата намера. Тоа е всушност Божјото срце. И поточно гледаме во Новиот Завет апостолите, подоцна, па дури евангелиите и писмата зборуваат за тоа дека Бог има на срце да човекот биде спасен и избавен од страна негова, затоа што всушност тој самиот не може да се обезбеди живот вечен. Не е во таква можност и не располага со еден таков капацитет. Затоа со Божја помош, со инспирација на Духот Свети, со поддршка на Духот Свети, на нашиот учител и оне кој што не води и не подкрепува, ќе можеме во текот на оваа цела година да имаме доста емисии кој верувам дека ќе го подигне нашиот духовен морал, ќе го исто така збогатаат нашето знаење по прашање на Светото Писмо. Почитувани слушатели, зборуваме за една прекрасна тема. Тема која се вика дека Бог е поразличен од човекот. И минатата емисија зборувавме во што е Бог поразличен од нас. Видовме дека целата Библија зборува дека Бог е поразличен од нас. Иако човекот е создаден по Божја слика и круна на неговото создание, сепак Бог е поразличен од кое да е било создание на овој свет, затоа што тој не е создаден, туку Бог е тој кој што создава. Затоа ни пишува во првата книга Постанок, книгата Берешит, која значи во почетокот, и Библијата вели дека во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Значи самата Библија ни зборува за креаторот, поточно за создателот, оној кој создава, оној кој ствара. Значи Бог не е создаден, туку тој е тој кој што ствара, и затоа Бог е поразличен од човекот и тој ќе остане за секогаш, поточно тој бил во минато, сегашно и идно време поразличен од сите нас. И Бог за секогаш ќе остане, како што кажав, поразличен од нас. Имавме можност малку да видиме во што е Бог поразличен од нас. Видовме дека Бог е поразличен од нас и во што е поразличен од нас. Прво видовме дека Бог не е човек. А сега исто така малку ќе можеме овие неколку емисии кои се пред нас да се занимаваме со неговите атрибути, со неговиот карактер. Всушност, неговите атрибути, неговиот карактер ќе ни откријат преку писмото зашто Бог е поразличен од нас и во што е поразличен од нас. Затоа пророкот Исаија многу прецизно и многу јасно зборува во неговата книга, поточно Бог е тој кој зборува преку устата на пророкот Исаија дека тој не е како нас. Тој не размислува како нас, тој не се менува како нас. Бог не лаже, како што Самуил му вика на Саул, ниту па се предомислува светецот Израилев. И Бог вели дека нашите намери, нашите гледишта не се негови намери и не се негови гледишта. Бог гледа од сосема друг агол, од сосема друг аспект. Затоа повторно ќе кажам и ќе се вратам назад, ни зборува Библијата. Затоа секоја емисија, па дури во минатите
нели емисии, па и во минатата година секогаш апелирам да се чита Светото Писмо. Не е доволно да се нарекуваш христијанин или христијанка. Не е доволно да сметаш дека веруваш, а всушност ниту знаеш што веруваш, зошто тоа е така, затоа што ти не го познаваш Светото Писмо. Ниту си го земал да го прочиташ и да видиш што Бог зборува точно преку зборот Божи. Едно е да веруваме во зборот Божи, а сепак друго е да го читаме неговиот збор. Читајќи го неговиот збор, ние можеме да го откриеме не само Бог, да го откриеме неговиот совршен, идеален карактер и да увидиме дека Бог не е човек и дека Бог не е како нас. Почитувани слушатели, зборувавме за карактерот, минатата емисија, карактерот кој што го отсликува секого еден од нас. Всушност, карактерот го отсликува и Бог. Божите атрибути го открива Бог. И затоа малку повеќе ќе се позанимаваме со оваа тематика, со оваа тема во сите овие емисии кои се разбира пред нас. И верувам дека ќе имаме една многу јасна слика по оваа прашање. Зошто Бог не е како нас? Првенствено видовме дека Бог не е човек. Значи Бог не е човек и тоа треба сите ние да го знаеме. А потоа видовме во што се разликува самиот Господ Бог. Се разликува во неговиот, се разбира, карактер. Затоа ќе зборуваме дури и оваа вечер, се разбира. Ќе зборуваме за Божиот карактер. Она што треба прво да знаеме, да можеме чекор по чекор да ги разгледаме Божите атрибути. И ќе зборуваме за Божите атрибути. Ќе зборуваме за неговиот, како што кажав, совршен карактер. Кога зборуваме за теологијата, тоа значи дека зборуваме за Бог. Всушност, теологија значи наука за Бог или поточно учење за Бог. Всушност, преку емисијата Гласот на вистината, ние ја запознаваме библиската теологија. Ги запознаваме библиските доктрини кои ни се запишани, се разбира, во Светото Писмо. И учиме од самиот Бог и од неговиот збор Божи се храниме. Затоа, почитувани слушатели, слушајте емисијата Гласот на вистината и верувам дека ќе ви биде и ќе ви донесе еден огромен благослов врз вашиот живот. Почитувани слушатели, нема повозвишена тема на која можеме да се посветиме сите ние заедно. Всушност, не може и нема повозвишена тема за човековиот ум од размислувањето за личноста и карактерот Божи. Библијата зборува кога зборуваме за карактерот Божи дека таа тема е возвишена тема и благословена, се разбира, тема. Што е Бог и што треба да знаеме за него? Имаме библиска дефиниција што е Бог и што треба ние да знаеме за него. Голем дел на луѓе си веруваат во Бога и ако со нив отвориме дискусија и ги прашаме дали веруваат во Бог, најголем дел од луѓето сметат дека веруваат во Бога. Но што е Бог? Голем дел од луѓето не знаат што е Бог. Кога ќе ги прашаме што е Бог, што е Господ, Господ е Господ. Но Библијата јасно и гласно зборува што е Бог и што треба да знаеме за самиот Господ Исус Христос. Поточно за самиот Творец. Еве сакам да го искористам Светото Писмо и да видиме што е Бог и што треба да знаеме за него. Всушност и тоа, затоа постои емисијата Гласот на вистината, за да можеме да знаеме што е Бог и што треба да знаеме, се разбира, за него. Еве како Исус го опишува Бог. Целото писмо зборува за Бог. Но еве сакам да видиме што Исус Христос, Синот Божи, зборува за Бог и како тој го опишува Бог. Ке отвориме во Евангелието на Јован, 4 глава,
Ке читаме од 20 до 24. И еве што ни вели словото на нашиот Господ и Спасител. Нашите татковци се поклонуваа на оваа планина, а вие велите дека во Ерусалим е местото каде што треба да се поклонуваме. Исус си рече: жено, верувај ми дека доаѓа времето кога ниту еден на оваа планина, ниту во Ерусалим не ке му се поклонуваат на таткото. Вие му се поклонувате на она што не го знаете. Ние се поклонуваме на она што го знаеме, зашто спасението е од јудејците, или поточно кажано од евреите. Но иде времето и веќе дошло кога вистинските поклоници ќе му се поклонуваат на таткото во дух и вистина, зашто таткото сака такви оние кои му се поклонуваат. Бог е дух и оние што му се поклонуваат треба да му се поклонуваат во дух и вистина. Значи Бог е дух и оние кои што му се поклонуваат сепак треба да знаат дека треба да му се поклонуваат во дух и вистина. Еве дефиницијата која ни е опишана се разбира во Новиот Завет и како Исус се разбира ни го опишува Бог. Го опишува дека тој првенствено се разбира дух. Значи, Библијата зборува дека Бог е дух. Еве ќе отвориме во Лукиното Евангелие, 24 глава, и ќе го прочитаме 39 стих. Еве што ни е запишано во Библијата. Видете ги рацете мои и нозите мои, јас сум истиот, допрете се до мене и гледајте, зашто духот нема тело и коски, а како што гледате, јас имам. Гледате, повторно Исус зборува, духот нема тело и коски. Значи, тој е безтелесно суштество. Бог е дух. Еве сакам да прочитам една многу јасна и гласна дефиниција по оваа прашање. Бог е совршен дух, творец, содржител и владар на се што постои. Од него доаѓа сето добро. Кога велиме дека Бог е дух, подразбираме дека тој е безтелесно суштество со способност за разбирање, чувствување и воља од највисокот степен. А па кога велиме дека е совршен дух, исповедаме дека во неговата личност се собрани во најголема можна мера сите добри својства. Значи, еве повторно гледаме дека имаме библиска дефиниција на тоа дека Бог е дух, творец, содржител или владар на се што сепак постои. И во најголема можна мера во него се собрани најдобрите својства. Тоа значи дека иако Бог е дух, тој има чувство на разбирање или Библијата ни го открива дека тој е чувствителен. Всушност Библијата сака да ни открие, иако Бог е дух, но сепак тој не разбира. Почитувани слушатели, јас си го поставувам оваа прашање. Ако Бог не разбира, тогаш кој може подобро да не разбери од него? Има ли некој кој може да не разбери подобро од него? Може би дури во одредена мера, во одредено време, за одредени прашања, ние меѓусебно не можеме да се разбериме. Библијата вели дека Бог дури ги разбира дури намерите на нашето срце. Бог и тоа како се разбира, добро не разбира. Добро не разбира и добро тој сепак не гледа. Еве ќе отвориме во книгата Излез, 3 глава, и ќе го прочитаме 7 стих. И еве што таму ни е запишено. И Господ го виде страдањето на народот мој во Египет и го чув пискотот негов од надзорниците. Позната ми е маката негова. Гледате како вели Библијата. Господ му рече, го видов и позната ми е маката негова. Бог, значи, не разбира. Бог не гледа. Зошто? Затоа што тој има чувства и тој не разбира.
тој го разбираше својот народ. Во каква состојба е сепак Израелот кој беше под робство 430 години во Египет. Еве ќе видиме што понатаму ни зборува Библијата. Ќе отвориме заедно во книгата на Евреите, 4 глава и ќе го прочитаме 15-тиот, се разбира, стих. Послание на Евреите, 4 глава, 15 стих. И ќе видиме што таму ни е запишено. Зошто ние немаме таков првосвештеник што може да сочувствува во нашите слабости, туку таков кој искусил се, како и ние, освен во гревот. Гледате, таков првосвештеник кој искусил се, освен во гревот. Почитувани слушатели, значи Бог е дух, но сепак тој има чувство, тој не разбира Библијата, ни го зборува сето тоа. Понатаму ќе можеме да видиме како можеме да комуницираме со Бог. Ако Бог не разбира, тогаш како можеме да комуницираме со Бог? Почитувани слушатели, имаме една случка која што исто така ни е запишена во Евангелието на Јован, 11 глава, и можеме да видиме како всушност Исус доаѓа при Лазар, оној кој беше мртов веќе 4 дена. И тој гледа како на собраниот народ тажи и плачи. И кога ќе го читаме Словото Господово, ќе откриеме дека Исус се натажи, па дури и просолзи за народот кој го виде и за неговиот пријател Лазар. Значи, гледате какви библиски модели, какви библиски примери можеме да видиме во Светото писмо. Дека овој дух, всушност Бог е дух, ама има чувство на разбирање и на емоции. И затоа вели, тој се натажи или негде пишува се смути неговата душа и Исус просолзи за Лазар или просолзи за собраниот народ, кога виде како народот се разбира, тажи и плачи. Почитувани слушатели, ова е првиот чекор, првиот атрибут кој можевме ова вечер да го видиме, дека Бог е дух и оние кои што му се клајнат треба да му се клајнат во дух и вистина. Ова е библиска дефиниција и за ова ни зборува точно Господ Исус Христос. Имајте убава вечер. Господ нека биде со вас и се разбира се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. До тогаш пријатна вечер. Чао.